od moj jagol. Mislim, znači postojam. Postojano nešto analizirame. Katastrofalni pojavi, zemjotresi, terorizam, prestrelki, nesreки, ekološki katastrofi и што ли уште не. Се анализира и приватноста на нашите политичари и другите јавни личности. И за сето тоа се пишува во печатот, се гледа на телевизија, се слуша на радио, на интернет се чита и тоа за некого е многу, многу интересно. Каков народ сме станале, се прашувам. А покрај нас минуваат нашите мали секојдневни проблеми, главно незабележливи за другите. Обични луѓе сме. Барем повеќето од нас велам. Да ве запрашам, има ли некој од вас да не го мачи безпарица, некоја болест, незадоволство или може би страф од нешто што било е или пак ќе дојде? Не верувам дека постои некој без проблеми. Но тоа е мака само за обичниот човек, велат. Печатот, телевизијата, радијата, тоа не ги интересира, бидејќи не е тиражно и привлечно за нивните консументи. А не ги интересира ниту проблемот што може би и политичарите ги мачи при решавањето многу поголеми проблеми. Зошто интимата е достапна само за себе, а таа не се почитува во ова денешно време или невреме како за кого. Статистиката пак сите проблеми на обичните ги премолчува. Доволно не се искажува, особено онака јавно, по глава на жител. Зарем има потреба од тоа, кога се е јасно, барем според нив? И така гледано онака од агол, од страна, секој од нас сам си го живее животот, сам си го минува своето. Тажно или болно, веќе не е важно. Сепак, би било многу поедноставно можеби, помалку болно, а и проблемите би ги имале помалку, доколку самите ние, наместо да читаме, да гледаме и да слушаме во туѓото, да му се посветиме на својот дом, на својот собствен живот, наместо да се задоволуваме со туѓата мака, со нивната болка и нивната приватност. Затоа, само ќе кажам дека анализата понекогаш е многу неблагодарна работа. За да се успее било кога и било каде, мора да се напредува. Но како? За ова, освен вистинските вредности, многу пати се провлекуваат оние невистинските, кои се составен дел на личностите што ги познаваме или постепено разоткриваме како подлизурковци. Секогаш подготвени да му се доверат на оно што е над нив, но не ретко и на оние под нив, користејќи го своето стапка по стапка, чекорат напред, подготвени дури и да згазнат врз сопствената личност и авторитет, секако ако се уште од овие две во нив останало барем нешто. Познавам многу такви околу мене, но еден од нив никако да ми излезе од мојот видеокруг и мојот мозок. Неговото мото, барем според мене, е само напред. Цената е ирелевантна, важни се успехот, напредувањето, до кога? Додека се може и со кого се може. Тргнувајќи од ова, секогаш е присуден пред или зад предпоставениот, подготвен да го поддржи, без оглед дали е во право или не е. Да и трето да. Дури и боите за него се неважни. Белото е црно, сиво, па што? Едноставно,
Важна е целта без да се помисли што за тоа ќе речат другите околу него, за неговата личност, авторитет. При ваквото однесување дури не чувствува дека понекогаш е смешен, како за претпоставениот, така и за тие што се тука во видеокругот. Важна е неговата максима и неговата цел. Напред и само напред. Не се важни тие пред вас и околу вас. Не забележува дека не ретко е мета и на нивно сожалување понекогаш. Затоа се наметнува само по себе прашањето: дали вреди пред се да се биде кловен само за краток успех и напредок по секоја цена во кариерата. Некои луѓе знаат повеќе отколку што кажуваат. За жал, може и она обратното. Секогаш водам сметка за тоа што ќе кажам и што ќе говорат луѓето околу мене и за мене. Внимавам на секој гест, на секој збор. И така, малку по малку, внимавајќи на себе, на своето воспитување, ги попримив сите карактеристики на средината во која живеам. А тие околу мене, моите колеги, пријатели, другари, сите живи уметници во нешто, во пеење, во пишување, во местење. Инаку, не сум скржавец и мразам ако немам пари во джебот или чекам да дојде први во месецот па да внесам нешто ново во станот, било да се чини, филџани или можеби фрижидер. Мене тоа и не ми треба, едноставно сум таква и тоа е тоа. За некого можеби тоа е необично ако се знае дека околу нас има такви кои се обидуваат да се откажат од пушење, па до половина ги кинат цигарите, не купуваат појадок, а земаат половина од твојот, одат со иста кошула 3 недели неисчешлани, неизбричани, неиспеглани и слични нешта. Тоа не можам. Но едно е да мислиш, друго да доживееш. Ги нарекувам ситни души. Се прашувам како може тој да е таков, таква ситна душа, кога не спаѓа во оние што чекаат да дојде први во месецот, па со платата да се оди на фризер, да се купат филџани, чини, фрижидери, а за друго поголемо и да не права муабет. Се стиска, се тувка, како не баре силен дожд го потопил на тротоарот, а тој кутриот без чадор станал уште помал отколку што е во душата и во височина. Тој нема и постојано чека милостина и некое сожалување од својата околина. Старите лисици тоа го знаат, а тие новите што допрева доаѓаат не го познаваат. И така, едноставно тој се провлекува во животот со пиење кафе таму-ваму, руче грати сонаму, земи врати кога ќе имаш и така во некој чуден недоглед. Од друга страна, живее во станот 100 квадрати. Издава станче под кирија за 300 евра, децата му одат во американска гимназија. Тоа ти е ситна душа, нели? Нема што. Работи со вас, седи до вас, како крлеж навлегува во сите сфери на тоа што се случува на работата, во вашиот приватен живот, во вашето ноќно живење. Се храни со тугите информации, штитејќи го своето минато и сегашност на каков било начин, но само да е на туѓа сметка, никако, никогаш на своја. Тоа го забележувате, го регистрирате во вашата подсвест, но решението е тешко, би рекла нерешливо. Со вас е, а всушност против вас е. Ја користи добрината и само сожалувањето понекогаш во бескрај. Дај прст, ке ти ја земе раката, а и од телото нема да ти се откаже. И така, ке признаете излегува дека вие и покрај тоа што го знаете, имате податоци за него, вие сте тој наивниот, а наспроти вас тој паметниот под навод со своите игри и пресметана препреденост. Затоа
Бегајте додека можете со време од ситните души. Тие се зброј само на своите желби, апетити и собствени доживувања.